Добро утро и од мене. Време е да го започнеме најновото издание на магазин, но на самиот почеток да ви го честитам денот на трудот. Се надевам дека работниците се повеќе ќе имаат можност да ги уживаат своите права, а бидејќи е ден на трудот да се потрудиме денеска за сите оние кои што не сте надвор да имате убаво предпладне во домашна атмосфера и се разбира со интересен и убав разговор. Денеска актер од другата страна во студиото на магазин Сашо Ристовски, кој што всушност е дел од театар комедија, тоа е неговата матична куќа, но и тоа како е популарен кај најмладата и најискрената публика, децата, со сите оние представи кои што ги прави со овој театар и меѓу останатото. Интересно е што се повеќе го пробиваат пазарот надвор од Македонија, баш со овие представи на македонски јазик и дури за негово лично изненадување, интересот и тоа како е голем. Како и да е, денеска на 1 мај, ден на трудот, да се знае кој работи. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро или добар ден до сите, зависи кој како е станат, да го честитам меѓународниот ден на трудот. И уште повеќе ние работниците, бидејќи јас сум работник, да се избориме за своите права. Така е, јас викам се надевам дека се повеќе ќе може секој во својата област да се ги ужива своите права. Па и јас се надевам. Денеска најавени се нели протести на работниците и на синдикатот за култура. Треба сите да се избориме за подобри, поубави права, така да тоа е така во светот. Работникот секогаш бара малку повеќе. И треба да му се даде малку повеќе. Така си, ќе шеткаш ти денеска малце некаде? Да ги завршам работите кои ги договоривме јас и ти, за минувам дури следната недела да се предвидени други активности. И ова е во склоп на самата работа, нели телевизиските гостувања се дел од вашата работа како професија? Апсолутно, и тоа ни е како професија и ни обврска кога ќе не поканите да дојдеме. Јас не разбирам какво е тоа одбивање, сепак тоа е има и такви, да знаеш. Заедна соработка и дел од работата. Така си е. Има и такви, но потоа те бараат кога им треба. Знаеш, како се врти тоа кругот. Да. Како се добрли се, не сме се виделе скоро 2 години. Зборувам телевизиски не сме се виделе. Многу работи во меѓувреме ти се случија, прилично се активен на сите страни. Театар комедија останува твојата матична куќа? Да, одличен сум, фала на Бога. Минако комедија е моја матична куќа од 2017 година, кога го направив трансферот како актер, но сум малку фокусиран периодов повеќе на приватниот театар Хит, кој е целосно оставен на моје менаџирање и договарање на многу работи. Како функционира театар Хит? Тоа е оној театар кој што го споменав за најмладата, ама би рекол и најискрената публика. Нели, некако децата не може да ги излажеш, не може да се смеат ако не им е смешно. Не може од култура да прават нешто, само од културата, кој едноставно тоа се нивните најискрени реакции. Па да, театар Хит прослави во месец април 2 години, значи уште е малечко. Како чедо, тоа е заеднички театар кој го направивме заедно со мојата драга колешка, пријателка, Магдалена Ризова Черних, која не гледа и ја поздравувам искрено. Да, поздравуваме и треба да ни дојде. Знаеш дека тука не била во ова студија? Па ќе дојде, не сме се виделе, ќе се договориме. Ќе се договорите сигурно со Маги. Меѓу другото, фокусот е сега на детската публика. Ние правиме представи за возрастни. Имаме 2 представи кои сега малку мируваат, но она публика која е најискрена, која нема да те удри по рамо, да, добро беше, кај нив нема лага, бидејќи детето или се смее, или плаче, или се станува и си оди, друго нема. А кај нас, генерално, односно, и на сите изведби се смеат и уживаат, и на крајот викат, еј, толку беше. Многу брзо заврши. Да, ќе се видиме повторно. Тоа е баш интересно. Да функционирате на база на караван,
Да. Нели ве има по различни школи, места? Па да, ние сме како едно мало семејство, значи тука покрај нас е и Ема Давчева и Бранко Атанасов, но Бране во овие две изведби, односно во две премиери, и во вторава премиера одмара малку, па од септември месец ќе се активира повторно. Патуваме, се дружиме, разговараме на многу теми, разговараме и приватно, но и за представата, како поминала, што треба да промениме, бидејќи кај нас се интерактивни представите. И многу зависи текот на представата од децата. Аха, од нивната реакција. Од нивната реакција. Така и ја прилагодувате, веројатно. Апсолутно. Ние имаме интерактивни моменти каде што дури знаеме кога ќе ни дадат шлагворд, односно кога ќе ни дофрлат нешто, да импровизираме во контекст на текстот на представата. И тоа е многу добро. Тоа е многу добро, одлично е тоа. И за нас како актери и за публика. Тоа е буквално онај момент што викаа дека театарот е жива материја, нели? Посебно кога се работи со деца. Многу ме интересира, се случува да имате некоја непредвидена нивна реакција? Не знам, некојаш кога и нешто и вас ве изненадуваат на позитивно, веројатно, пред се. Знаеш на што мислам? Нели, понекогаш не знаеш на што си со децата, не знаеш што ќе ти одговорат. Па, децата во генерално, каде што одиме, да, тоа е, има ситуации, сега не можам да се сетам, обично најмногу имаше во Црвенкапа. Значи најмногу имаше. Знам, имаме сцена, јас и Маги, бабата и волкот, и вика, бабата вика, ајде тргни се, така е, не знам како е точна репликата на Маги, да не те удрам со стапчето. Удри го, утепај го. Така да такви тие ситуации се многу бави, сладки, шармантни, и ред има други исто. Интересно. Од ретките сте кои што имаат ваков концепт со патување, со учество по школи, така натаму, нели? Па, има и други колеги, исто. Има и други колеги што си работат. Така да сме неколку екипи кои гравитираме. Не е премногу. Ви има, но не е премногу. Не е нешто што е многу комерцијално. Па и не треба. Ние поинаку гледаме на работите и навистина јас и Маги веќе ја подготвуваме новата премиера која треба да биде на 20 јуни во Царството на другарството и е со финансиска поддршка на општина Охрид. Бидејќи има еден проект каде што сме втора година учесници. Голема благодарност, бидејќи тоа е првата детска представа која ние ја имаме направено да добиеме финансиска поддршка за подготовки. Инаку се само финансираме. Секоја представа има своја сценографија, се шие костим, така да секогаш мора да си различен. До дизајн на плакат, се трудиме максимално, значи не ги спремаме представите за 3-4 дена, него тоа е еден процес. Прво текстуално ги разгледуваме, па се консултираме. Самите го прилагодувате текстот и се Па не, ние правиме консултации со пријатели кои се педагози и психолози. Затоа што треба биде прилагодено веројатно и на возраста. Треба и на возраста, знаеш, како имаш концепт кој играш за предучилишна возраст и тој концепт на игра не може да биде ист како за во училиште. Така. Затоа што се различни возрасти. И затоа представите се блиски ги правиме блиски да бидат до децата. Така да една представа ние ја подготвуваме како националните установи месец до месец и пол работа, до сценографии, до изработка на костими. Мислам, не само ние како актери што сме дел, но тука имаме и професионални костимографи, потоа имаме дизајнери и така натаму, значи имаме една е цела екипа која е позади нас, која за да биде сето тоа добро и да изгледа добро. А и не е баш едноставно, нели, кога се патува, се носат сите работи, треба да се прилагоди на простор и така натаму. Не е воопшто лесно. Кога кажете си пат, воопшто не е лесно. Треба да станеш рано, треба претходно рано да легнеш, да бидеш свеж, некогаш се случувало да играме по 5, по 6 изведби на ден. И ти сето тоа треба да го издржиш. Тоа е многу. Па да, ние сме го срушиле рекордот, мислам, со 9. 9 изведби во еден ден? Да. Вау.
го имаме срушено буквално рекордот со цел, да. маги, да. Тоа е во едно училиште или? Не, тоа беше во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Новогодишна представа, и јас не очекував дека толку ќе имаме, Тоа е поради интересот. поради интерес. Стварно? Да. 9 сали буквално. 9. Браво. 9 и после 9-та не знам како патував. Која представа беше тоа? Тоа беше првата година, не се сеќам на насловот на представата. Интересно. Тоа е онака баш еден добар рекорд. Веројатно момент кога очекуваш, но не до Јас толку и очекував не до така. 3-4. Значи, искрено, кога се работи за нова година за Дедо Мраз, очекував 3-4, но таа беше бројка која требаше да се издржи. Интересно. Ова ме потсетува на мое време кога знаеш во училиште ќе дојдеше екипа од Шенка Колозова. Ба и на моје, да, јас сеќавам, да. Имам и фотографии. И тоа беше празник за сите деца, буквално празник. И уште е. И чекавме ред да се сликаме со нив. Како е сега? Исто. Пополно исто. Само што ќе заврши представата, сака да се сликат или групно да се сликат со учителките. Сега последно бевме ние во Струга и поминавме многу убаво, значи пред преполна сала за училиштата. И веднаш сака да се сликаат со Шумската принцеза, со таа представа. Со маги, со мене, значи тоа е едно преубаво чувство. И се уште како јас кога сум бил дете ме потсетуваат тие на тој момент. И во градинките е така исто. Исто, потполно исто. Дали да се работи детска представа мора да го имаш детето во себе секогаш? Мораш. Некако е поспецифично, не е стандардна представа, нели? Не е театарска сцена каде што возрастните ќе бидат од другата страна. Ова е малку поинаку. Мораш да бидеш дете. Значи не да играш, него да бидеш дете во душата, да се радуваш на малите нешта, да си играш. Буквално ние, значи како екипа, мене ми е многу драго што покрај нас има двајца млади актери кои се исклучително добри, исклучително здрави личности пред и над се. Тоа се Ема и Бранко и многу сакаат да црпат, даваат многу новитети. И исто како јас и Баги сме, значи можеме од сабајле до вечер да работиме театар, истиот ков се како нас, така да се најдовме и нас не ни е тешко. Ние уживаме, бидејќи ние сме деца, иако имаме толку години. Си играме девака, така, па помлади се, па ќе дадат некој предлог, па ќе го пробаме, па ќе се смееме. Сепак се различни гледишта, пак се други генерации. И го правиме мозаикот. Нема, мене неколку пати ми има дадено сугестиема, која е нели млада актерка. Но тоа е добро. И кога гледам дека тоа е добро, јас го прифаќам, јас немам проблем со тоа. Така, напротив, добива свежина, нели, вие го имате искуството, тие имаат оние нови видици до некаде, тоа е една убава симбиоза. Кога се направи убава симбиоза и сето тоа изгледа многу добро. Затоа треба да им се даде на младите актери ветер во грб, затоа што ова е занат. Мене ми е многу жало таков калибар актери што не се вработени, потенцијал голем, но ете, си работат, ќе дојде момент кога навистина ќе блеснат на сцените на националните институции. Иако играат, и двајцата играат, едниот во драмски, има во театар комедија. Но не се официјално дел од... Но не се дел од ансамблите, но... Веројатно ти и поемотивно гледаш на тие работи, бидејќи и самиот твојата приказна, нели, ќе раскажеме, да си почнал од Охридскиот театар. Па може би подобро е вака да некои ги добиваат веднаш тие места на тацна. На тацна ги добиваат и така, не се толку активни. Ама вака кога се бориш, па кога ќе си го добиеш, кога ќе си го, да речеме, кога веќе навистина ќе почувствуваш во себе дека си го заслужил тоа место, поинако е чувството. Така, веројатно, начин на вложување и трудот има тука разлики, иако тоа има врски со самиот карактер на Па да, тие се многу слични на нас, црпат, ги гледам како
некаде се препознавам јас, Маги некаде се препознава и се зимаат што е добро. 15 години назад. Да, многу се паметни, си зимаат што е добро, си знаат. Така е, впиваат и учат, тоа е многу Да, добро. многу. И соработуваат, и се вложуваат исто како нас. И тоа ми прави, што велам јас, народски мерак. Има ли его во актерството? Па, Или во возрастнава генерација е тоа? па не знам, јас немам. За другите не знам, не можам да зборам, секој треба да збори сам за себе. Сега Вака, ние го твое имаме искуство. тоа минималистичко, секој го има, ама она веќе кој е навистина, јас го нарекувам деструктивно, го немам. Значи јас немам проблем да ми каже и многу помлад колега, па дури и студент. Јас немам проблем со тоа. Сега јас сум тој што ќе проценам дали навистина тоа поминува, дали тоа е добро или не. На крајот на денот јас го носам последниот збор за таа улога, за мојата улога, а сум прифатил, многу работи сум прифатил. Така. Интересна твојата актерска приказна би рекол или историја. Годинава ти е полнолетство, 18 години, откако активно на некој начин си За си приказните, започнал. да. Да, со приказните. А јас започнав... 2007, нели? Да, со приказните јас започнав да играм, не, 2006 ја започнав со приказните. Па на Википедија стои 2007. Па тие не се запишани, Да знаеш. не се запишани кога Шенка Колозова, која многу ја поздравам од се срце, ме покани, тоа се првите 10 приказни кои ги сними во продукција во Охрид. Тогаш беше моето крштевање со приказките, така. Така некако почна. Така некако почна со Ајден точно 2007. И ако официјално го земеш, нека биде полнолетство, не е проблем. А актерски води 20 20 години. 20. Тоа е половина живот. 20. Официјално. Официјално 20. И вака сега кога ќе се навратиш назад, толку многу представи, приказни, што си посебно горд На се. на се? На се. Се што сум сработил, сум го сработил со душа и срце. И од ништо не се срамам, од ништо. Напротив, сум многу горд. Многу сум горд што си направив некој свој печат во народните приказни. Иако ќе го повторам неколку пати, како млад актер тогаш, Виле не го прави тоа. Не е тоа добро, јас не. Јас сум човек кој што кога ќе одлучи, кој сака нешто да го направи, го прави. Колку сакаш ти коментирај го дека тоа не било добро или не. Јас ќе си почувствувам. Што мислеа дека не е добро? Па како млад актер не е добро да се паваш во народни приказни, не знам зашто. Не знам зашто. За мене тоа е глупост чиста. И ден не смислам така и тогаш, но од почит не сакав да го коментирам. Но јас многу им благодарам на Драги Савевски, на Магдалена Ризова и на целиот продуцентски тим кој ми веруваше пред се, ама предлогот да јас влезам во тоа како предлог, бидејќи имаше пилот емисија каде што бира актери. Бев од неколку актери, значи неколку, сега да не бидеме пристрасни, неколку актери ги предложи Маги и од тие неколку бев избран јас. Јас не очекував. Тоа сега те прашам, дали очекуваше? Не очекував. Не очекував дека ќе бидам избран и кога го добив телефонскиот повик и сега како? Само си го поздави прашањето и се... Знаеше дека ангажманот е за приказни, нели? Да, знаем. Тоа беше како мала аудиција. Да. Знаев, викам и сега како? Како? Оди, така нека оди. Јас не бев оптеретен, чекај вака да биде... Воопшто не бев оптеретен, но бев во постојана... Секој збор, значи, тогашниот режисер Драги Савевски, го слушав. Бидејќи имаше зад себе толку направено работи од областа на документарниот филм, од областа на телевизијата, бидејќи телевизијата е нешто друго од театарот. Така да, многу научив и се она што го научив, навистина и ден денес го применувам. Зад себе Магдалена имаше многу снимања, многу серии претходно. Исто така. Со нас беше во екипата, таа беше една екипа која беше стандардна. Сега веќе покоја Митко Апостоловски од Битола и од него исто многу црпев.
Така да, воопшто не бев јас оптеретен дали јас ќе станам популарен или не. Јас го правев тоа од душа и срце. И ете, тоа се случи што се случи. И мислам дека си остави свој печат, нели луѓето и тоа како веројатно и се уште те препознаваат и од приказните, зборуваме за не за децата, Секаде. веќе за возрастната публика. Секаде јас се чудам. Значи јас немам снимено неколку години. Приказните сега одат на сител. И многу ме радува кога ќе се стана на Сабајле и го гледам дека луѓето ги гледале и ми праќаат во пораки на инбокс, во месенџер ми праќаат. Јас одма ги поздравувам и многу ми е драго што особено Сител телевизија го негува тој дух и така да продолжи. И навистина мислам дека треба да продолжи уште еден серијал, да се сними внимателно, многу внимателно, бидејќи тоа е една тематика која е многу специфична, исто како детските представи. Посебно денес. Да, мора да се внимава. Мислам дека има и капацитет овде во телевизијата, а има и добро познавање. Добро познавање овдека, за да може да се направи такво нешто, да се продолжи. Зошто да не? Така е. Зашто народот уште ги сака. Уште ги сака. И ние Да, треба... некако сме такво поднебие што сме израснале со тие приказни и очигледно да и тоа како фалат и се гледаат. И луѓето ги гледаат. Сега не знам, неверојатно штом ги пуштаат. Редовно пипелметрите си го покажуваат своето. Сигурно, апсолутно, Да. апсолутно. Интересна е твојата приказна, бидејќи пред да си во театар комедија, уствари, нели твоето прво вработување во Охридскиот театар? Да. Како Сашо од Скопје заглавува во Охрид? Па тогаш беше еден бран на вработувања низ Помалите театри? Не, Или низ не? сите институции. Аха. И јас се пријавив во Македонскиот народен театар, во Струмичкиот театар и во Охридскиот театар. Аха. И јас... Тоа беше истовремено? Истовремено. И излезе прво резултатот од Македонскиот народен театар. Нормално. Не бев примен. Океј. Нормално, кога ја видиш листата, кога има колеги примени кои имале повеќе багаж за разлика од тебе, и тоа е многу нормално. Сепак во МНТ јас играв, ама тие е многу повеќе од мене и нормално. Се сеќавам некој тужеа тога, се расправа. Тоа обично секогаш. Не, јас не сум тој тип. Па кога ќе видиш листата, не треба да си реален пред се. И јас реков, сигурно ќе влезам во Струмица. Затоа што сигурно ќе влезам во А Струмица. беше спремен дека од Скопје кај да треба ќе одиш и ќе работиш. Сигурно ќе влезам во Струмичкиот театар, но чека некои одлуки и така натаму и отидов во Охрид на аудиција. Не ни се надевав дека ќе влезам во Охрид. Не ни се надевав. Тој совет ми го даде Дејан Лилич и Дејан Пројковски. Пријателски. Вика, конкурирај си во другите и убаво е да има и таму. Јас ги послушав. Кој ги поздравувам од се срце за тој совет и ето, треба да се послушаат советите. Бев неколку години во Охридскиот, прво Охридски се јави со резултатите примени кандидати и во Струмица веќе немаше зошто и да одам. Така да се препушти тоа, најверојатно друг колега влезе, сега не знам кој влезе на тоа место. Не е ни важно. Бев неколку години до 2017, 4 години бев. Како функционираше? Одлично. Тој период беше целосно Охрид или патуваше? Не патував јас, бидејќи играв и детски представи, ама кога имавме процес на подготовки бев таму. Охридскиот ансамбл е еден прекрасен ансамбл. Значи тоа е, јас себе во оваа прилика сакам да ги поздравам, кога одам во Охрид, кога имам време на вистина, се среќаваме и ден денес комуницираме. Тоа е мојата прва матична куќа. На вистина како семејство. Како семејство и мислам дека се уште го задржа тој дух. Тогаш беше директора и сега е директор Горан Стојановски.
Така да... Легендарен лик. Легендарен. Апсолутно, Легендарен. Ние мислам, многу да. се сакаме, со него се почитуваме, знаеме многу да се закачиме. Да се речете. Тој сигурно гледа, но навистина беше матицата на сите нас, како тогаш вработени. Така. И убаво не склопи, имаме едно почитување, еден кон друг, што е најважно. Се слушавме еден со друг, си помагавме еден со друг и на сцена. Многу пати некој ќе заборави текст и така натаму, ќе си помогнеме, никогаш не се дозволило некој да биде подолу од другиот. Сите бевме на едно ниво. Таква соработка беше во Охридскиот театар. И кога Гора мене не ми даваше трансфер, додека беше директор. Стварно. Никако. Тоа таква е процедурата, ако треба да се префрлиш, мора да одобри Мора 20 директорот. директори да потпишат. Аха. Одобрува дека ти можеш, а одобрува другиот дека дека тоа. ќе те прими и министерството веќе го се согласни работодавците, министерството го потврдува тоа на крајот. Никако. Не сакам да си одиш, па не сакам. Додека сум јас директор, ти нема да си одиш. Да го прашаш, ке ти каже така. Не знам кој го молиш. Не попушта. И на крајот Ти беше тешка одлуката за да се префрлиш во театар? Не, јас сакав во Скопје, бидејќи стварно ми беше тешко. Тогаш работевме со Роберт и со Мими, имаше и детски представи. И сега Многу пат натаму. многу пат ми беше, скоро во сите представи играв и таму и многу. И сакав да бидам дома. Сакав да бидам во Скопје. Многу разбирам и него од негова страна и јас како директор не би постапил така. Го разбирам, не му се лутам воопшто. Него едно убаво Апсолутно сакам да бидеш дел од таа екипа, веројатно. Да, и тогаш го донесо Стрезо и му реков, сега мораш сега да го направиш тоа за мене. Му се качив на глава на Стрезо и вика, добро, ајде, штом си решил, вика, што да ти правам? Оди. Штом си решил, оди, вика, неш да те слушам, века. Сега наоѓаш време да ги посетиш Охрид? Да, кога одам во Охрид, сега сум во Охрид, сме на 9 мај. Сме дел од проектот Појавен повик за сите деца, која по втора година го прави општина Охрид и што многу ме радува, што Охрид конечно доби покрај другите културни манифестации што ги има, за децата културна манифестација преку летото. Која не е само преку летото, гледам сега нешто дека повеќе месеци е застапено и што е многу добро. Што е многу добро, многу општини почна истото да го прават. И многу ме радува. Што ме радува што сум и втора година. Не сум таму, веќе имам и договори и со општина Центар потпишано, Росоман, уште неколку општини, официјалната документација треба да пристигне. Си додека не ги потпишеме двете страни, ќе си има најава нормално. Така. Ми беше драго што се дружевме денеска, убаво се подсетивме, ги најавивме сите нови проекти кои што следуваат. Одмори се периодов колку што можеш, па да се гледаме за нови проекти, за убави работи и продолжете да да правите убаво пред се на најискрената публика. Јас пред се многу ти благодарам на телевизија Сител што секогаш најдува време за нас актерите и ќе продолжиме и ги поканувам сите на 10, односно на 20 јуни во Охрид на премиерата во Царството на другарството, која тематиката е мирот. Како децата во светот ќе го направат мирот. Одлично. Оваа порака и тоа како ни треба, нели, посебно Апсолутно. во овие турбулентни години би рекол генерално. Сашо, ти благодарам многу и да се гледаме за убави работи. Благодарам и убав празник и нека живеат гледачите. Ете така, кога веќе го спомнавме Охрид, во продолжение за крај на денешното издание на магазин, следува Ела, песната на Калиопи, која што меѓу другото овој спот е снимен баш во Охрид. Не знам дали е случајно или не, ама ете ни се поклопија работите. Уживајте во денот, уште еднаш честит празник и се гледаме, се разбира, утре во 10 часот во живо на Сител.